Одземањето на имунитетот на екс-спикерот Трајко Велјановски жестоко ги скара власта и опозицијата на Комисијата за мандатно-имунитетните прашања. ВМРО ДПМН тврди дека постапката е без докази. За пратениците од мнозинството, ова е барање на судот по кое мора да постапат. Господин Велјановски, ова тежи 300 и нешто грам. Има поголема убојита моќ од метак, од куршум. Ова падна до моите ноги. Ни на крај памет не ми паднало дека таков настан може да се случи во Собранието на Република. Јас сум имал во председател на Собрание предходни настани кои што до границата на нормалата. Имало случаеви кај што пратеници од СДС ми влегува во кабинетот во 2010-та. 30 пратеници кој беше за законот за стечај, знаете случајот што беше. И ги смириме работници. Мисовски посочи дека Никола Груевски ги пуштил низ вода и дека со инцидентите од 27 април некој сакал да ги убие. Како и на кој начин колегите од Социјалдемократскиот сојуз успеа да се качат горе во прес-салата. Јас сум пратеник во рамки на ова собрание и се уште не знам како да стигнам горе до прес-салата. Како тие со маските на глава и активисти некои на некоја политичка партија експресо стигнале од влезот преку кабинетот кај председателот или тогашниот преседавач помеѓу две железни врати. Еве ви тврдам, сега заедно јас и вие да отидеме, да го посетиме сегашниот председател Талат Џефери, може би ќе се збуниме во лабиринтот. Независната пратеничка група на ВМРО ДПМН најави дека нема да гласаат за одземање на имунитетот на Велјановски. Во расправата често беше споменуван и синотешниот настан околу екс-функционерите Спиро Ристовски и Милејана Киевски. Сакаме да се обратиме и до Христијан Мицковски. Тој, како председател на ВМРО ДПМН, треба да свати дека има поважни работи од тоа да биде сликан. Парадирањето вчера и демонстрацијата на сила е уште едно шоу, бидејќи тој знае дека не може да се посети притвореник без судска дозвола. Пленарната седница за имунитетот на Велјановски најверојатно ќе се одржи в недела.